Констатирам дека согласно член 152 став 1 алинеја 1 од изборниот законник, на пратеникот Никола Груевски му престанува мандатот пратеник во Собранието на Република Македонија. За време на својата пратеничка функција, која формално траеше 2,5 години, Груевски во собраниските клупи се појави само неколку пати, а повеќе од 7 месеци е во бегство. На почесниот претседател на ВМРО ДПМН, Собранието му ја констатираше оставката, па така остана без пратеничка функција. Според деловникот, во рок од 30 дена може да побара панажа во висина на пратеничка плата, на која има право 1 година. Собранието оставка му констатираше и на Павле Богоевски. Тој со своите довчерашни колеги се прости со фемили фото. Богоевски побара правда и докрај расчистување на случајот поради кој си поднесе оставка. Одговорност се поднесува лично и храбро и со крената глава пред тие кои те избрале, а не кукавички и во бегство, рече Богоевски. Тој одбра алчно да се држи за својата функција до последните сили, до својот последен политички здив. Вие, како и Мицковски, како и Груевски, многу пати претходно, одбравте да се обидите, да се сокриете зад пратениците и се обидовте да го правдате, дека наводно бил оправдано одсутен, додека тој со нашите пари се гоштева на бродови во Дунав, се крие по подруми, плаќа скапи хотелски сметки и плаќа скапи вечери во Будимпешта. За ВМРО ДПМН, нормална постапка е било која јавна личност фатена во недозволиви дејанија, особено ако делото е признато, да си поднесе оставка. Кршниот комитет на ВМРО ДПМН беше јасен и недвосмислен во соопштението за јавноста дека пратениците на ВМРО ДПМН ќе се произнесат по правото и правдата и по законите согласно Уставот и деловникот за работа на Собранието. И барајки неселективна правда. Нескриена е фрустрацијата и омразата кон ВМРО ДПМН, колеги пратеници. Од СДСМ пак велат дека парламентарното мнозинство ја констатираше оставката на Груевски бидејќи без гласовите на ВМРО ДПМН нема двотретинско мнозинство и не може да му биде одземен мандатот. Според вашата логика, Никола Груевски бил оправдано одсутен од седниците на Собранието, така вие го толкувавте Уставот и законот. Тоа ваше толкување, тој ваш став го бетониравте со негласање на комисијата за одземање на неговиот мандат. На местото на Никола Груевски доаѓа Ѓоко Камчев од ВМРО ДПМН, а на местото на Павле Богоевски ќе биде Александар Филиповски од СДСМ.